Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека со постигнатиот договор за буџетскиот пакет на Европската унија од 1824 милиарди евра за периодот од 2021 до 2027 година е направен голем чекор кон закрепнување. Европа сега има голема шанса да излезе посилно од кризата. Денеска направивме историски чекор со кој што сите може да се гордиеме, рече фон дер Лајен. Таа потенцира дека лидерите на Европската унија поминале 4 дена и 4 ноќи во преговори за повеќегодишниот пакет за закрепнување. Доминиканската република прогласи вонредна состојба поради загрижувачкиот пораст на бројот на заразени лица со коронавирусот. Председателот на оваа карипска држава Данило Медина прогласи вонредна состојба во следните 45 дена, без да прецизира какви рестриктивни мерки ќе бидат воведени во тој период. Медина ја издаде председателската уредба со цел да се избегне оптоварување на државниот и приватниот здравствен систем. Цивилната одбрана на Доминиканската република во неделата соопшти дека низ плажите низ земјата ќе бидат затворени со цел да се овозможи одржување дистанца. Грубо и цинично е БСП да зборува за корупција, но од гледна точка на луѓето што сакаат функционални институции треба да ги слушнеме. Многу млади се на улиците без разлика колку ги има. Не е случајно што има вице-премиер со ваков фокус во овој кабинет. Никој од нас не е во заблуда дека нема проблеми. За БНТ изјави вице-премиерката за судски реформи и министерката за внатрешни работи Екатерина Захариева. Никогаш не сум видела таква слаба дебата за гласање, недоверба во сите години на оваа влада, додаде таа. Иста работа, политички пароли, закани за изнесување за конкретни случаи, што станаа само на хартија. Опозицијата сака да му се приклучи на протестот. Луѓето кои повикуваат на оставка сваќаат дека БСП не сака да дојде на власт.